Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата 360 степени. Земјава е во предизборие кое ќе кулминира со гласање за нови локални власти некаде во втората половина на октомври и почетокот на ноември. Локалните избори се редовно и тест за поддршката на партиите на централно ниво, па иако се гласа за градоначалници и советници, импликациите знаат да бидат многу пошироки. Ова е една од темите на кои во ова издание на емисијата ќе разговараме со Бујар Османи, подпредседател на ДУИ и поранешен министер во неколку ресори и неколку влади. Господине Османи, добре дојдовте во 360 степени. Благодарам на покана. Пред неполна недела ве видовме во прошетка во Старата Скопска чаршија, во придружба на премиерот на Албанија, Еди Рама. Дали тоа можеби треба да го разбераме како ваша неформална промоција во кандидат за градоначалник на Чаир? Не би рекол, повеќе беше можност премиерот Рама да ја види Скопската чаршија и во тој контекст беше и посетата, иако имаше една провокација од страна на новинар, па он рече јас сум тука за Бујар повеќе во еден неформален контекст отколку во една формална поддршка, меѓутоа се разбира, луѓето го читаат во различни. Прв пат му беше во чаршијата? Да. Сега и преку таа прошетка во чаршијата во придружба на првенци на ДУИ, Арбен Тарвари го видовме во негова придружба, а и претходно преку средбата со Али Ахмети, некако како Еди Рама да покаже фаворизирање на опозицијата кај албанците во земјава. Дали Рама некако ја поминува пристојноста и оди преку линијата на принципот на немешање во внатрешните работи? Не, затоа што се носиме по еден принцип дека ја почитуваме волјата на граѓаните. Например, ние не соработуваме со конкретни политички партии, соработуваме, меѓутоа официјалната комуникација со Тирана или Приштина е со партиите кои што ја имаат довербата од граѓаните. Исто е и во однос реципрочно во Северна Македонија. Еди Рама ја соработува со политичките партии кои што ја имаат довербата на албанците. Ама треба и со властите да се работува. Не, се разбира, он беше тука на покана на премиерот. Меѓутоа дава до знаење, односно дава сигнал дека сепак треба да се почитува волјата на албанците, а победничка партија, победничка коалиција кај албанците беше Европскиот фронт и од тука и таа порака. Така да не е преминување на некаква линија, не е фаќање на страна, туку почитување на принципот дека треба и мора да се почитува волјата на втората ако сака да испрати некаква заедница. порака за состојбите сепак во друга држава, тоа нели е поминување на линијата? Не е поминување на линијата, туку напротив почитување на волјата на албанците. Сепак ако албанците на последните избори Но тој е премиер на албанците од Албанија. Да, меѓутоа таа соработка се разбира дека е легална, дека може премиер да комуницира со политички партии, меѓутоа сметам, барем така јас ја читам пораката, е дека волјата на албанците треба да се почитува, бидејќи тоа е демократски принцип, а не посебен етнички принцип кој што е Република Албанија сака да го фаворизира. Туку е демократски принцип дека волјата на заедниците треба да се почитува. Да се вратам кај вториот дел од моето прво прашање. Ќе бидете ли кандидат на ДУИ за градоначалник на Чаир? Размислувам. Веќе тоа се разговара во партијата. Чаир е многу важно за ДУИ, за фронтот и меѓутоа сега сум во една фаза на слушање на граѓаните, на соседите мои, на луѓето од мало, пошироко во Чаир, дали би влегле во еден таков потфат. Сте правеле анкети? Да, има и анкети. И како стоите? Добри се анкетите, значи дека граѓаните и даваат поддршка за еден таков заеднички потфат, меѓутоа мене ми е важно да седнам и лице в лице да разговарам со голем дел од граѓани, да видиме дали би влегле во една таква широка коалиција со граѓаните за Чаир, бидејќи има повеќе импликации, овие локални избори во Чаир имаат повеќе импликации отколку само општинските прашања. Предпоставам дека тоа е мотивацијата ваша, евентуално да се нафатите да бидете кандидат. Таа поширока импликација, сакам да кажам. Не, и локалната и широката импликација, сепак Чаир е место кое што за жал имплодира.
кое што за жал е заложник на една лоша политика повеќе од 5 мандати. Меѓутоа, сакам, доколку се донесе таква одлука, да биде заедничка одлука. Доколку соседите, доколку граѓаните од Чаир, доколку јас сметам дека може од тоа да се направи нешто подобро, тогаш би размислувал во тој правец. Меѓутоа, во оваа фаза сепак ќе оставиме да тој процес на консултации оди и не можам да кажам дали ќе бидам официјално кандидат или не. Во овој момент сте поблиску до тоа да бидете или да не бидете? Па, врз основа на анкетите, врз основа на одекот што го слушам од граѓаните, има некакво, како да кажам, придвижување во тој правец, меѓутоа сепак мора да биде да има конечна одлука и моја, затоа што таков ми е карактерот да кога ќе влезам во овој процес, влегувам повеќе од 100%. И никогаш не носам одлука која што е така само заради некакво кандидирање и заради функција. Велат ако Бујар Османи биде кандидатот на ДУИ, тогаш со сигурност Висар Ганил нема да биде кандидатот на Влен. Можно ли е да видиме соочување Бујар Османи изет Меджити за Чаир? И што ќе значи тоа? Знаеме дека Чаир е упориште, барем се смета за упориште на Изет Меджити. Мислам дека е тоа една политика, независно кој ќе се кандидира од нив, тоа е една политика кој што 5 мандати го има, кој што го раководат Чаир и резултатот на Чаир е тоа што го гледаме сега. Едноставно место во кое што не може да се живее нормално, а се работи за најгусто населената општина во Европа со 67.000 граѓани на 3,4 километри се разбира дека вие како партија тешко може целосно да се амнестирате од одговорност за таа состојба, бидејќи до 2022 бевте заедно со Меджити и со Ганил. Меѓутоа сепак политичката одговорност има име и презиме на раководителите на општината, така да ќе кажам да оставиме да оттече овој процес на консултации со граѓаните, со структурата, со базата. Едноставно, доколку има таква одлука, сакам таа да биде добро промислена, бидејќи, како што реков, таков сум да кога влегувам во нешто, влегувам 100%. Делумно веќе дадовте одговор на ово прашање, но еве уште малку да се обидам да Па не би рекол дека има конечна Не, во друга смисла. Во друга смисла. Што би била мотивацијата, да речеме, за Османи, кој што бил прв човек на неколку владини ресори, сега да покажува амбиција за локална власт? Сепак, Чаир е скопска општина, ги нема дури и сите ингеренции како некоја општина од внатрешноста, бидејќи знаеме ги дели ингеренциите со градот Скопје. Доколку би имало таква одлука, би било одлука да вратам на Чаир тоа што сум го добил јас од Чаир. Јас политички, во смисла на политичката кариера, сум постигнал све што може да постигне еден политичар, албанец во Република Северна Македонија. И сметам дека тоа политичко искуство, тоа мрежа на познавања и домашни и меѓународни, мислам дека може да биде додадена вредност во еден на такво враќање на услугата на граѓаните. Меѓутоа, сепак не би влегол во некакви елаборации, бидејќи сепак сакам тоа да биде Може ли да ве води следнава логика? Дури да стане дел од владата во еден момент, Бујар Османи многу тешко или речи си известно е дека нема да биде дел од влада на Мицковски. Не затоа што не би сакал Османи, туку затоа што не би сакал Мицковски. Па сега сепак да имате некаква функција во очекување коцките да се наредат без да бидете да министер покажам повторно. ароганција. Тоа е разликата меѓу ДУИ и Влен. Затоа што ние не прифаќаме инженеринг. Ниту инженеринг на гласањето, ниту на политичкото представување. ДУИ никогаш не би прифатило учество на влада во кој што ќе се диктира нејзиното учество во владата од страна на коалициониот партнер. Но ако речеме Ахмети биде доведен пред следниот избор, дека ДУИ во влада, Ахмети нема да без Бујар Османи или Бујар Османи министер по секоја цена? Не заради Бујар Османи, заради принципи Ахмети никогаш не би дозволил да има таков политички инженеринг. Се почитува волјата на граѓаните и таа волја се представува согласно со тоа. Например, Бујар Османи на последните избори доби 120.000 гласа на претседателските избори, што значи доби целосен легитимитет од страна на албанците. И доколку дозволат албанците или ДУИ
да се наметне волјата на коалицискиот партнер врз волјата на албанците, тоа веќе не е партнерство. Тоа е тоа што го гледаме сега со Влен, вазалство, ние го нарекуваме. Чаир периодов дополнително го популаризираат активности на градоначалничката на Скопје, Данила Арсовска. Таа се појавува јавно со наводи за незаконски легализации на дивоградби, дел од нив, како што вели, и со фалсификувани документи. Моето прво прашање во таа смисла би била дали Данила Арсовска е алтер егото на Дуи во овие активности? Не, Данила Арсовска беше кандидат на Влен. На Влен, на овие политички партии. Знаете дека кампањата ја водеа заедно. Дуи никогаш не беше ниту во кампањата. Дуи напротив го поддржуваше против кандидатот на Данила Арсовска на последните избори. И така да апсолутно Дуи не е поврзана на некој начин со кампањата на Данила Арсовска, напротив, тоа треба да биде прашање кое што институциите треба да го водат. Еве гледате дека Дуи на ниеден начин не се, како да кажам, налепува на тоа што го прави Данела. Ние си имаме наш поглед по однос на тоа што се случува во Чаир и тоа ќе го покажеме во текот на кампањата. Тоа што го кажува Арсовска и не е ново. Таа тема се појавуваше јавно, беа обзнанувани различни аспекти од тоа што таму се правело, но повторно ќе ве прашам како вие како Дуи, да речеме, би можеле да се амнестирате од тоа што еве се случувало барем до 2022 година, до кога сте заедно со Изет Меджити и Висар Гани, зборувам пред се за изградба на дивоградби, за нивна потоа легализација, иако тие биле изградени многу по 2011 како што предвидува законот, за да воопшто се квалификуваат да можат да бидат легализирани. Нема да кажам дека Дуи треба да се амнестира, меѓутоа навистина не можат луѓето, општата јавност, партијата да знаат за детали од процедурите кои што се одвиваат во било која институција. Во било која институција одговорноста е на тој што подпишува, на тој што ја раководи институцијата. Можете да прашате, зошто не сте дознале порано, сте имале обврска. Океј, тука затоа што вие живеете во Чаир и во вашето соседство никнуваат дел од тие градби, да речем. Меѓутоа, ова што го покажува Данела, навистина, еве јас лично не сум го знаел по однос на документи кои што биле фалсификувани и така натаму. Така да тие работи ние можеме да кажеме дали некој објект бил, не бил, и тоа е друго прашање. Меѓутоа каква била процедурата за легализација, тоа може да го знаат само луѓето кои што тоа го направиле. Јас не би сакал ова прашање да биде дел од политичката кампања, бидејќи луѓето ќе мислат дека еве ова е прашање на политичка одмазда и така натаму. Данела Арсовска го кажа тоа што го кажа, институциите треба да си работат професионално, Дуи нема да ја злоупотреби таа. Ако утре сте кандидати, победите на локалните избори, станете градоначалник, како ќе се поставите кон оваа тема? Ќе треба да имате некаков однос? Мислам дека тој однос треба да го дефинираат прво институциите кои што се одговорни за тоа и после согласно насоките и одлуките кои што ги донесат институциите, така ќе се постави. Добро, околу преговорите со другите актуелни партнери, потенцијални партнери за коалиции за предстојните локални избори, до каде сте во тие преговори? Дали актуелната коалиција прво ќе остане и на неа плюс ќе се придодаде Арбен Таравари? Па се формира еден голем фронт, не само со Арбен Таравари, туку и со граѓански организации. Видете, јас би сакал кампањата за локалните избори да биде чиста општинска кампања, комунална кампања. Еве за прашањето кои што разговараме. За жал, или можеби и не за жал, станува референдум по однос на некои прашања кај албанците. И затоа ова станува еден фактор на атракција на сите политички партии да станат дел од оваа страна на референдумот, да се спречи овој концепт кој што го донесе ВМРО ДПМН и Влен. И затоа се формира тоа што помеѓу граѓаните се нарекува Национална алијанса за интеграција, во кој што се доминантните политички партии на албанците. Еве, например, во кој што се Бујар Османи и Арбен Таравари, кои што на последните претседателски избори заедно добија 204.000 гласа. Арбен Таравари е веќе формално дел од таа алијанса? Мислам дека е дел од таа алијанса, кој што реков неформално ја нарекуваат така граѓаните, меѓутоа мислам дека ќе биде уште поширока.
ќе има и граѓански организации. Едноставно ова е прашање за или против. Дали ќе дозволиме ваков политички инженеринг, вакво вазалство и демонтирање на Охридскиот рамковен договор, подценување и подчинување на втората по големина етничка заедница спротивно на сите договори и пишани и непишани за тоа како го регулираме со животот овде или ќе го нормализираме. Села и таравари во една иста алијанса ќе се толерира? Да, затоа што прашањето ги надминува етничките политичките и партиските поларизации. Ова станува прашање кое што ги окрупнува сите албанци. Вие излезете било каде низ град и ќе видите дека една тема се разговара. Незадоволството и не само незадоволството, гневот на албанците против ова понижување што се Ако таравари и се села се дел од таа алијанса, дали треба да очекуваме дека Таравари ќе биде кандидатот на таа, како ќе се вика, коалиција во Гостивар, села ќе биде во Струга, еве, Османи, во Чаир? Мислам дека тука веќе тие разговори се водат по однос на кандидатурите, ќе треба да има еден заеднички договор по однос на кандидатурите за да бидат прифатливи за сите политички партии, структури и организации кои што ќе бидат дел од Но кај вас има подготвеност во Гостивар да не кандидирате ваш кандидат за Таравари или негов човек да биде кандидат? Да, апсолутно. Значи тоа ќе биде договор во кој што сите ќе бидат представени со своји кандидати во листите и за градоначалнички позиции, бидејќи како што реков, ова ги надминува партиските разлики. Курто Дудуш ќе биде во Шуторизар кандидат? Не би знаел дали таа коалиција дали е договорена, еве таа информација ја немам, меѓутоа и други политички партии од етничките заедници ќе бидат дел од партиите на турците? Би требало да бидат дел од тој голем европски фронт, бидејќи сепак се работи за прашање дали ќе бидеме дел од Европската унија или ќе останеме изолирани. Во овој корпус прашања уште само едно, кој ќе биде кандидатот во Тетово? Значи, тоа е прашање сепак веќе се спомнува име кое што е, меѓутоа сепак да оставиме да помине формално низ телата да не го објавам јас. Поранешниот директор на МЕР? Се разговара за имиња, меѓутоа треба да помине низ формалните тела на сега оваа огромна коалиција на албанците и на другите етнички заедници. Во октомври нема да има парламентарни избори, ќе има само локални. Премиерот во неколку наврати велеше дека тие ќе бидат мерило дали евентуално потоа ќе има предвремени парламентарни избори. Но сега колку е логично ако сега нема предвремени избори да има напролет повторно избори, сега предвремени парламентарни? Тоа не е државничко однесување. Тоа е политиканство на сметка на партиските интереси, не на државните интереси. Јас нели и тука мислам кажа во една емисија, 14 изборни процеси сме имале од последните 20 години. Што значи на 17 месеци сме имале по еден изборен процес. Ако имаш предвид дека кај нас 6 месеци пред избори, после избори се е парализирано, 14 по една година, 14 години. Ние всушност во последните 20 години сме имале 5 години во кои што сме можеле да направиме нешто реформски. Но ако влеземе сега пак во парламентарни избори после 5 месеци, а доколку парламентарните би биле во октомври со локалните, ние прв пат во последните 20 години ќе имаме 4 години без ниедни избори. Замисли каков златен период би имало. Но тоа се чини, таа одлука е веќе донесена. Нема да има ние до крај, до последниот рок ќе се обидеме да аргументираме дека е најдобро да одиме сега на парламентарни. Ако нема и ако видливо победите на следните локални, ќе инсистирате на предвремени напролет? Да, се разбира, да. И покрај оваа аргументација дека не е добро за државата. Видете, сега земјата е блокирана. И ако ние влеземе пак во изборни процеси постојано на секои 6 месеци, никогаш нема да излеземе од вртлогот во кој што сме влезени. Така да, треба да има парламентарни избори. Земјата е блокирана на што мислите? Земјата е блокирана од сите аспекти. Владата се однесува како слон во продавница за порцелан. Гледате дека се околу уништува. Ги уништува европските процеси. Меѓуетничките односи се веќе на парчиња. А со други затре ќе биде различно? Мислам дека ќе се почне еден принципиелен процес во кој што ќе се гарантираат одредени постулати.
Треба да ве подсетам од 2008 до 2016 бевте внатре, ама прашањето за името не се реши, останавме блокирани. Да ве подсетам дека пред овие избори имаше еден документ во кој што политичките партии на албанците го потпишаа дека без гарантирани европски перспективи нема да бидат албанските партии Никогаш не видовме копија од подписите на тие логе. Тој документ е подпишан, кој што го земаа после на крај и партиите од Влен и после се разбира него објавија, меѓутоа Ахмети е прв подпишан на тој документ. Така да останува тие принципиелни прашања. Три се темите за кои што дуи се услови без кои се не може. Гарантирани европски перспективи, јасност, предвидливост во процесот, Охридскиот договор, да престане ова демонтирање кое што се случува и не само да престане, туку да се врати почетната состојба, бидејќи овој политички ревизионизам и ова политичка асимилација на албанската политичка сцена ќе има сериозни лоши последици, и третото е ветингот кој што ние го бараме. Тие се трите теми во кои што дуи ќе го детерминира. На првата тема немате сила вие сами да предизвикате ниту уставни измени, ниту деблокада на пристапниот процес. Еве со НАТО покажавме дека имаме сила. Направивме чекори кои што едноставно процесот го доведоа до таму да земјата биде членка на НАТО. Се разбира дека ако очекувате еден магичен момент кој што доведе до тоа, нема, меѓутоа ако направите збир на чекори кои што дуи ги правеше за да ја држи темата постојано активна, за да ги држи комуникациите, да го зголеми притисокот, така ќе биде и со Европската. Во овој контекст периодов е актуелен извештајот за земјава во Европскиот парламент, речи се известно дека тој нема да помине на пленарна седница во формата во која што беше усвоен пред Комитетот за надворешни работи, а форма во која што се содржани неколку референции за македонскиот јазик и идентитет. Коментарот на премиерот Мицковски по објавата дека трите главни политички групации во Европскиот парламент се согласиле да ги тргнат од извештајот референциите за јазикот и идентитетот беше на талибански начин се бришат македонскиот идентитет и македонскиот јазик. Тоа дочекавме како народ во 21. век. Ете, тоа ни го направија Бујар Османи, Димитар Ковачевски, Бојан Маричич и останатите. Прифаќате ли одговорност дека еве ова што сега се случува во Европскиот парламент е резултат на прифаќањето на така наречениот француски предлог во 2022 година? Видете, јас ја слушнав пресконференцијата и мене ми е жал што нема еден медиум за проверка на факти за да му се спротивстави на премиерот дека секоја втора реченица му е неточна. Неточна врз основа на факти. Например, премиерот таму кажа прв пат на АФЕТ поминало извештај со македонски јазик. Тоа не е точно. Јас кажав во еден мој текст. 99-та Северна Македонија направи компромис за јазикот, нарекувајќи го јазик согласно уставот. Тоа значи дека е политички поим, а не е етногенетски и културен поим. Тоа го направи владата на ВМРО ДПМН. Истото беше пресликано во 2017 во договорот со Борисов, повторно согласно уставот. Бујар Османи како дел од тимот, пак велам, јас бев дел од тимот, одлуката ја донесе владата и собранието, меѓутоа ние го направивме историскиот пробив да се тргне додавката согласно уставот. Туку во преговарачката рамка, најважниот документ, уставот на односите со Европската унија, и тоа со поддршка и на Република Бугарија, да стои македонски јазик. Значи, мора да се каже дека пробивот после 30 години за квалификацијата за јазикот е направено во тој период во преговарачката рамка. Сега, дозволете, не ќе аргументирате. Но, согласно уставот е формулација во билатералните односи. Таа не била никогаш дел од мултилатерални форми. Ние проблем не сме имале со мултилатералните форми, ние сме имале со Република Бугарија. И компромисното решение кое што нашата влада, и тоа и на ВМРО ДПМН, и на СДСМ го има прифатено. Не, поентата ми, ама таа билатерална формулација си остана во договорот за добрососедство и сега тој е потпишан согласно македонски согласно нашиот и бугарски согласно ние тоа го оставивме, ние отидовме преку тој договор и во преговарачката рамка го тргнавме. Значи целата енергија на преговорите со Република Бугарија беше како во преговарачката рамка да се преслика формулацијата од договорот, да стои согласно уставот. И дури на моменти се приближивме и до позиција, ај можеби е нормално да се прифати. Рековме не, ќе одиме до крај на варијанта чиста формулација за јазикот. И тоа го постигнавме.
И сега Со тоа што да не заборавиме, Бугарија вложи унилатерална изјава, а и од нашата влада се бараше исто така унилатерална изјава. Не, Бугарија ја изгласа преговарачката рамка. Да, Тоа е со унилатерална формално. изјава. Унилатералната изјава е прашање за домашната политика кое што е ставено во записникот без никаква правна импликација. Правната импликација во меѓународното право и тоа што Република Бугарија ја изгласа преговарачката рамка. Република Бугарија дозволи Фронтекс да се потпише со новата формулација, а не со формулацијата од договорот и од 99 година. Така да, ако хронолошки го гледате прашањето, единствениот пробив позитивен за прашањето на јазикот е направено тогаш во преговарачката рамка. И они успеа за 10 месеци во обид да го задоволат своето популистичко и националистичко его, да ја вратат темата за да добијат некој политички поен. Од прв ден и вам кажано, тоа е грешка, оставете го јазикот, затворено е тоа прашање. Најголемиот капитал преговарачки ни го потроши Ако е затворено, зашто тогаш е проблем да стои како формулација во извештајот на Европскиот парламент? Затоа што Европскиот парламент се состои од пратеници. Пратениците живеат на внимание на јавноста и тие не го представуваат ставот на владата. Таму се пратеници од има таков народ. Важно е која е позицијата на владата во Европската Унија, во Советот на Европската Сте чулели Унија, а не во Европскиот парламент. Вметнувањето на тие референции всушност било иницијатива на Европската комисија и дека Европската комисија лошо го менаџирала овој процес, затоа што не ги информирала бугарските европратеници и бугарската страна за тоа. Имаше оваа иницијатива почна во текот на нашата влада да се добие што повеќе охрабрување за да докажеме и пред нашите граѓани дека тоа прашање е затворено. И од тука и Бундестагот ја потврди, ја донесе резолуцијата. И така почна една низа на иницијативи, што повеќе институции да го потврдат тоа што и го има во преговарачката рамка, бидејќи тука пропагандата домашна, за жал, стави сенка на најголемото на историски успех по прашањето на јазикот, а тоа е формулацијата во преговарачката рамка. И сакаше меѓународната заедница, Бундестагот, некој Европската комисија да помогне. И они толку лошо го изменаџираа, сакам да кажам, нашата влада во обид да добијат политички поени. Велам, наводно и Европската комисија била вклучена во тоа, но можеби не најконцентрирано и така натаму, но не се. Добро, луѓето што биле вклучени знаат чија е одговорноста. Сега главните забелешки на ВМРО ДПМН се поврзани со внесувањето на двата договора, и оној со Грција и оној со Бугарија, дополнително со протоколите во преговарачката рамка, што сметаат дека и остава простор на Бугарија во текот на пристапните преговори да излегува со нови барања поврзани со историјата и идентитетот и така да ја блокира земја. Прво, тоа не е точно. Двата договора биле во секоја варијанта на преговарачката рамка, вклучувајќи на германскиот предлог, на португалскиот предлог, на тие што ние ги прифаќавме и лобиравме да бидат прифатени. Единствена разлика во француската рамка е што кај реченицата договорот со Бугарија е важен за членство во Европската Унија, стои како и членот 12 од договорот, што е на некој начин еуфемизам, бидејќи ако е договорот внатре, тоа значи и членот 12 како и годишните прегледи согласно мерките согласно член 12. Договорот со се годишните прегледи бил во секоја варијанта на преговарачката рамка, и на германската, и на португалската, и на мојот претходник додека бил министер за надворешни работи. Никогаш не биле договорите надвор, бидејќи се разбира дека договорите беа потпишани како дел од процесот на членство во Европската Сега Унија. тоа што е потенцијално проблематично е се елементи од протоколите. Да речеме, конкретно во протоколот 2 што вие го потпишавте со бугарската министерка Генчовска, мислам дека се викаше во тоа време, во кој што има една конкретна формулација која што најчесто сега се користи во јавното аргументирање зошто е тој проблематичен, а тоа е следната. Двете држави ја поддржуваат и охрабруваат комисијата да ја заврши својата работа, се мисли на историската комисија, да ја заврши работата од сите периоди од заедничката историја, со целосно имплементирање на тие нејзини препораки во образовните програми до членството на Северна Македонија во ЕE. Тоа е основниот бенефит на тој протокол. Нели владата вели да ги оставиме прашањата на крајот на преговорите. Токму ова го решава протоколот. Прашањето на историјата го става на крајот на преговорите, пред самото членство, за да до тогаш се постигне разбирање, кое што јас го нарекувам преку конструктивна двосмисленост,
во кој што двата погледи ќе бидат интегрирани во еден наратив, а ќе има доволно време во наредните 5, 7, 10 години да се најдат такви интерпретации. Ама како ќе се договорат Македонија и Бугарија за Гоце Делчев? Видете, договорот го имаат подпишано премиерот Заев и Борисов, во кој што е вметната историската комисија во односите помеѓу двата соседа. Тоа што го направи протоколот, иначе првиот протокол ја има истата формулација. Вели за една година двете страни треба да се договорат за Гоце Делчев и за Илинденското востание. За една година вели. И тој договор е подпишан претходно, пред да станам јас министер за надворешни работи. Многу е важно да се знае. Нема да има, бидејќи не е бенчмарк протоколот, нема да има писмени извештаи и нема да има гласање од страна на земјите членки на меѓувладините конференции за протоколите за историските прашања. Тоа е прашање помеѓу двете држави, кое што е ставено во рамка на формулацијата се охрабруваат страните, за да до крајот на процесот најдат решение. Добре, што ако не најдат? Значи, на крајот на процесот, бидејќи тој договор е подпишан помеѓу двете држави, да се формира историска комисија, да се најде заедничка интерпретација согласно фактите, како што се нарекуваат таму. Добра, ма таа може да си работи со децении, таму не е во договорот, не е поврзано тоа со членството на земјава во ЕУ. Пет личности се веќе договорени и тука веќе се воспостави моделот дека може со конструктивна двосмисленост да се најде решение, во кој што ќе има поглед од едната страна, поглед од другата страна, тоа не го прифаќа Бугарија. Бугарија инсистира на еден единствен поглед. А како е за цар Самуил? Има еден единствен текст. Не е така. Вели, едните велат вака, другите велат така, им се остава на читателите или учениците сами да си истражуваат, да видат како е. Меѓутоа, наративот официјален е двосмислен, конструктивно двосмислен. И веќе од ова што го зборувате произлегува дека сепак пристапниот процес и зачленувањето на оваа земја во ЕУ зависи од тоа дали ќе има договор во историската комисија. Видете, договорот со Бугарија и договорот од Преспа биле секогаш и во секоја верзија на преговарачката рамка. А во договорот со Бугарија стои обврската за формирање на историска комисија. И таа да работи со добра волја. Да, и со добра волја. Но никаде не пишува таму дека мора да се договори и дека мора да се договори до влезот на земјата во ЕУ. Ако целта е да се потпишат договори со цел да се избегнат обврски, тоа е друга политика. Јас мислам дека е во интерес на двете држави да се надминат разликите. А се воспостави модел. Знам дека нема да биде лесно, дека ќе биде тешко, дека има лоша намера во многу бугарски кругови кон тој процес. Но јас верувам во еден друг пристап. Дека лошите намери на бугарските радикали се повеќе на алтернативниот процес, на блокадата. Преку блокада ние сме стигнале до 216.000 граѓани македонци кои што земале бугарски пасоши се потпишале во Софија за нивното наследство. Јас мислам дека тие бугарски радикали тој процес го сакаат да се блокира, да се изгуби надежта и луѓето да потпишат тоа што треба да потпишат. Васко, нема да има бенчмарк за отварање на поглавја, интерим бенчмарк или за затварање на поглавја во кој што пострашно е, замислете оваа земја да ги заврши пристапните преговори и на крај да не може да стане членка затоа што историската комисија ќе нема договор за Гоце Делчев или Денското востание и некои други. Ова е хипотетичко прашање. Што би било доколку би било? Тогаш, ако е ајде да не правиме ништо, да го затвориме европскиот процес, да најдеме алтернативни решенија како што веќе оваа влада почна да бара алтернативни решенија. Меѓутоа, ако имате намера да станете членка на Европската унија, патот е тежок. Овој пат е најбезбеден. Дека е тежок, е тежок. Меѓутоа, секој алтернативен пат од ова што сме го обезбедиле со преговарачката рамка, во кој што јазикот е дефиниран, во кој што историските прашања се оставени на добрата волја и тоа оставени на крај, додека човековите права се ставени само на почетокот како бенчмаркови. Што треба, мој совет, да се направи? Мислам дека во процесот, ако најдам критика на процесот на во текот на донесување на француската преговарачка рамка, се заклучоците на Советот. Тие не беа симетрични, тие не беа коректни. Меѓутоа, ние немавме таму влијание во донесување на заклучоците на Советот. И тие може да се менуваат и може да се работи да бидат попредвидливи. Меѓутоа, преговарачката рамка треба да се почитува. Заклучоците треба да лобираме да бидат попредвидливи. Во која смисла? Во смисла на
бидејќи има преголем нагласок на некои прашања кои што ги нема во преговарачката рамка. Едноставно Бугарија, бидејќи беше дел од клубот таму, без наше, како да кажам, без наше, ние немавме одлука во донесување на заклучоците на Советот, само во преговарачката рамка. Тие беа малку поасиметрични. Тие треба да се средат и треба да се внимава на содржината на акцискиот план. Содржината на акцискиот план, ако биде коректна, ние тогаш ще имаме безбеден процес, безбеден и предвидлив процес. Уставни измени, акцискиот план да е коректен и полека да се раздвижи процесот со историската комисија до крај. Добро, завршуваме. Сте слушнали ли глас од Артан Груби? Не. Благодарам за овој разговор. Благодарам на вас. До крај нова саботажа, пријатно до четврток. Војкот на објавувањето номинации за локалните избори почнуваат и личните закани меѓу формалните и кандидатите во најава. Фаворитите вообичаено ја покажуваат својата надмоќ со вицкасти досетки. На прсти одиш, а ти ги скршиш прст, ресор на прст, се оде на цела нога се гаси. И здраво, машки, не се плаши од ништо. Ништо полоши не се ни најавените претенденти, иако се свесни дека тоа на никаков начин нема да влијае врз рейтингот. Сепак покажуваат дека умеат да чепкаат по старите рани. Ама тоа само го буди поетскиот занес напротив кандидатот. Буко, имаш можност, има избори сега, кандидирај се, бе, Злато, кандидирај се, дојди... Мишката од СДСМ најди си ја дома и дојди во партиските простори и предлагај си. Нашите врати се отворени за сите. Бегаш, бегаш. Страв ти е. Рафали се пукаат и врз останатите потенцијални учесници во изборната трка. Не се штеди никој кој може да влијае врз бројките. Левица тој ја работ. Да бара мана. И јас тоа го прифаќам како такво. Ама граѓаните ќе стенат. Знаеш, за мене мама најубаво готве. И толку. Не бараш мана таму. Нема забелешки за готвењето на мама, ама се наоѓа мана за превисоките цени на храната во ски центарот Михајлов. Но и за нив, за тие манџи, си има адекватен одговор. Да отидеш да направиш тост на 40 км од Кавадарци на минус 20. Не можеш да го организираш па да го направиш. Не може да помине ниту приговарањето околу малата бројка на наплатени карти за ски лифтот. Градоначалникот и за ова има одлично објаснување. Ами, Вукове на плажа си бил ли? Не си бил, гледам. Каја че видиш на плажа, има 200 лежалки, а 5 души пливат. Џабе е се, за секоја критика, за секое прашање, не недостига коментар од невидливото столче. Ја може би сум доволно да прашање за свој. Ама одговарам, така? Ама не одговараш како што треба. Бог да чува, што ти професор или професор? И на крајот, улогата професор е преземена, па редно е да се подели родителска лекција за ученикот. Не се дружи со така. Молим те. Изборот на друштвото е прашање на личен избор. Градоначалникот, без какви било скрупули, од секогаш го бирал вистинското. И делот на емоциите и чувствата, 21 век не живее со емоции. Не живее со емоции.